Добар ден и добро дојдовте на уште една епизода од проектот Нов Асном. Денеска со голямо задоволство можам да го представам нашиот следен гостин и голема чест ми е да сум овдека во Македонија со отец Никодим Царкинас. Поздрав, како сте? Добар ден, здраво. Съм много радостен. 3 години горе-долу се живосот. Трите години се најдам право Македонија. Драго ми е дека дојдовте. Јас имам инаку забрана за посета во Грција и како резултат на тоа отец Никодим дојде овдека во Гевгелија да направиме разговор, актуелните теми околу црквата, признавањето и сето тоа што се случува во тој контекст. Имавме еден историски ден вчера, каде што Српската православна црква ја призна Македонската православна црква Охридска архиепископија, а денеска од Цариград имавме возвраќање, тоест Вартоломеј кажа дека нема да се признае Македонската православна црква под тоа име, него под Охридско. Кој е вашиот гледање на сите овие работи? Да, случајте вистината за нашиот црковен провод Македонска црква не е денес, донесен, е пред години. Јас бев млад во тие години, оште на времето архиепископот Гаврил Когов, он беше промоведински владика и од тога го знам провод на Македонската православна црква. Можам да речем, оште кога се отцапи, јас бев задружи со владиците и светениците, викај, кога се отцапи Македонската црква, Српската црква, тога биде голема опасност за Кршката црква, оти Скопје прави самостојна црква. И тоа јас пробам и знам многу важно, зашто мајката на един народ е црква. Политичарите са мене, идат бег, но црквата стоја и таа го пази народот стоја. И таа е денес Македонската православна црква. Она пред црквените Српската православна црква, што беа тога Погатарската митрополија, Толската и Штипската, вие 3 митрополии, вие тогаш, ама детко издрае времето, подлагнаја и владиците, мислам, Господ пушка и луѓе внатре од црквата се отворени ништа, што вистина веруваат само на црквата, не на политиката, на братството, тоа што рече Христос, на апостолите. Воскресна пред да бега. Одите, учејте го, крстувајте го народот, сите народи, не и народи, сите народи, на Отецот и Синот и Светиот Дух. Тоа го правија апостолите, тоа би точно сите и денес. И така, мислам, православната македонска црква е македонска црква. Македонски народ служа и со признавањето од страна на српскиот патријарх, јас го прифаќам отворено 100%, ама другата на Цариградскиот патријарх, таа е повеќе политичка и не црковна. Как треба на две истински сестрински цркви. Оти Цариградскиот патријарх, како презнатото Охридска архиепископија, веле на овој проблем моториме вино и еле. Та рана, та лузна, што викаме ние, да се излекува, да се излекува.
и со вал глупо се излекува. Но за жал гледам, внутре од лугата на цар Николаевски патриарх има една реч што вика: признаваме Охридска архиепископија, не Македонска црква, ни црта, ни друго име што ќе го има зборот Македонија. Тој за жал, ваша високо блаженство, Господи, Варфоломеј, тај политичка одлука и не и црковна, как треба, што вие, като Цариградски патриарх, представувате црковна страна народу, не и политика. Кое е вашето мислење во однос на следните чекови на Македонската православна црква? Како да го продолжи патот од сега напред? Дали да се приклони кон одлуката на Цариградската патриаршија или да си продолжи по патот што Српската православна црква и го нуди? Оно треба да се придържи нашата Македонска црква, патот што го прифати Српската православна црква. От страна на Цариградскиот патриарх Варфоломеј, то треба да се отхврля. Ни на сонето не треба да се прифати, ни па на Шипра да прифатиме Охридска црква, не со македонски народ. Нема Охридски народ, има Охридска црква. Седелиште историчко, го има сите цркви, как бугарскиот патриарх, се вика брон патриот Тирновски, и на цела Бугарија. Така и исто така српскиот патриарх се вика и има историчко правление и нам патриарх на цела Србија. Представува српски народ и бугарски народ. И македонскиот црква представува македонски народ, не и охридски народ. Охрид е една град исторички од минатото, и то така треба да му биде титулите. Охридска црква, ама што представува македонски народ. Како и Атина, како и он пише у схизма многу години, архиепископ Атинијански се представува се председател на синодот Атијански. Тој не го прифатија, таму да вие нам години, биде архиепископ на Атина, ама и на цела Грција. Таа е истинската историја. Надров од вие што и кажа порано, тие се сам политика, и таа политика македонската црква македонски не може да прифати наркотики на Цариградски патриарх Варфоломеј. Благодарам. Вие исто така имате изградите црква во Соботско, Света Злата Меглинска. Колку што моето познавање дека вие ја завршите и треба сега да чинот на осветување. Можете повеќе да кажете за тоа? Да. Събориме за ова црква 22 години. Су натрешни непријатели и су надворешни. Како кажувам натрешни, кажали наши македонски противници. Ама су Господ напред и су помош, да речем промен, на архиепископот, покоените архиепископ Гаври, Гогов, со архиепископот Михаил и су денешни архиепископ наш Стефан, нейната помош, успеаме ова црква да стои до ден денес и да напредува. Парите што се изгради ова црква од македонскиот народ, од диаспората, претежно од леринците што се од диаспората, од Австралија, од Канада, од Америка, од секаде. И се изгради. Сме спремни, со Господ напред, да се повика надлежната наша црква, македонската црква, да дојде да пуште ден владика, кој ќе пуште
нашите архиепископ, да освети, и он ти може, тие си да работи и се правят, он знае как трябва да се правят. Аз верувам, че нашата радост е и на Македонската църква радост и верувам и дойда да се освети църквата на Света Злата Меглинска. Како она за љубов за Христа, за църквата, се даде млада, даде се, не прифати да биде жена на бебет слатински нейни досега. Историјата на Света Злата Меглинска знаеме. Има она почитување не само у Македонија, ама нейни цркви, има и у Словенија, има, мислам, и у Харватска, има и у Америка, има насекаде светот. Затоа, мислам, тоа е и нейни мислени, и нейни сакања. Не секам да продолжам, оти вистина молитвите на Света Злата са големи и за таа успејано да се изгради оваа црква. Кои 22 години се доста дълго време за градење на црква? Можете накратко да кажете кои потешкоти се случуват цело ова време додека не е изградена црква? Видите, тешкотиите бија, имање често полицајци, ни изеја дозволите, а правиме молби, тие сите работи, и најкрај, и ден силен, и се оставија пробната архитектина, притисок на државата, повеќе на полиција, се остави. Ама да видиш за втори, што не прифаќаш такви притисок, и колку правија притисувано, да просиш повеќе стапнуваш и мозите и туркаш, и така се прави овој свет храм на Света Злата. И тој, јас мислам, благодат тоа и молитвите на Света Злата. Имам видено многу нейни какви е, не сакам да се прави ни пророк, ни светија, и затоа таа е истина сакајна прво на Господ, ама и Господ, като она го даде нейното тело за Исуса Христа, Христос ни даде по неја сила и се успеја да се изгради оваа црква. Дали во последните од подпишувања имаме, тоа е многу добра вест и јас го пожелувам све најголо во тој дел и се надевам дека Македонската православна црква ќе прати делегации владика за да се освети истото, Злата Меглинска. Дали има од подпишувањето на Преспанскиот договор некои промени во животот на луѓето и политиката кон религиозните слободи и права во Република Грција спрема македонците? Да, јас тие гледам, оти ние го правиме, а правиме невладната организација Крстени циркот. И пред 3 дена, а одновиме па, судното овој. Не никаш да не прифаќаме, не ви позволуваме повеќе. Организацијата стоја со името Крстени циркот. И затоа гледам јас работам се омигнати, ама и са това со украинската црква се фати, тој жал што се истори толку крв. За жал почне од црквата. Украинската црква признајќи сите работи. И затоа патриархот Цариградски Варцеломеј со признајќето на црква и со општеството са име, кото извинете на македонскиот народ за грехи што има правено, ама не и прави како требаше, ама јас верувам сестринската патриархија, црквата што припагаше на македонската црква, тоа го види со вистинско христијанско око и го прави. Делото како треба. Јас верувам на тоа треба да застане македонската црква, повеќе сунјата има
контактите да и заштите още повече, односите си со срцу народ да видат истински какви сите работи и мислам работите ќе се свършат и работите ќе одлагат и бидат. И треба да знаете оти друго политиката, што прават политичарите, друго и црквата. Разбирате? Да. Ја не сакам да не влезувам, што пребија и у Македонија политичарите, со руското проблем со Украина, што пребија Грци. Не навлегувам на тој проблем. Јас стојам за този проблем и сам радосен од српската црква, да се прифати име Македонија и Македонија. Тај било работа и на тоа треба да не се види никога. Значи да се проглаши пустиот правец, Пустиот правец, не е по цариградски правец, цариградски може па во овој моментот ќе вика така за многу работи, што не сакам да ја кажам работи, има многу да разбирам, и он има претисок, верувам, и тој е добра трага, прави половина. Верувам, по малци години, кога се чистат тие работи со украинското и руското проблем, се исправат работи, и то гледа настојува и руската православна црква. Реагираше. Не прифаќа име Македонија. И руската црква. Истината на македонското правење го знае и руската црква. От Алексеј Прови, патриарх руски, кога дојде Охрид, поклонија бахни македонска црква и она накажа Нова Иерусалим на православие. Рускиот патриарх Алексеј Прв, то да не го забраваме. Ако сега ликоме се бравие да почнем да се брав, да не навлеземе на тие, да не се работите, не е времето за да кажете. Какви се односите што ги имате вие со Македонската православна црква? На кој ниво се? Јас вистина имам доста време да се вракам, односи се добри, секогаш што му барам книги што ни треба да ни дава, мислам многу добри мислам и верувам ова изгледа јас реагира, што дадам за добро. Оти знам и она како предишно има, ама никоме треба да трапили. Нашите стари кажуваат, трапење спасение. Апсолутно. Во овој моменти да. Да трапиме. Сега чекаме толку години. Гледаме водата се стави во брадата, и сега да не ја заматили, да трапиме, троко ќе оди, ќе има прешки, троко ќе му отварам, и таа реката малко ќе се прави, како треба да измие сите поранешни грех што се прави, и ќе си влезе водата од травата. Какви се дали во моментот, какви се религиозните права на македонците во Република Грција? Како можете да ги оцените? Слободни, неслободни, како ќе ги карактеризирате, како ќе... Имаме проблемно, рекоме, молба на Министерство, што припаѓаме като црква. Министерството, времето още на Ципрас. За прв път не ми утврлија. Само ми кажува припавните документи. Тие още документи пуштеј и сега на владата на Мицотакис. Ни бараја на почетокот пред 7 или 8 години, месеци, извините, но и попълниме сите и за жаль още не ни пуштија да признаем като црква. То не знаем зашо и то што е од владата ставено да гледа вие работи, се вика по грчко сенигоро што полити и некото то што и штите граѓаните што го штите, има такви организации, го пушти на Министерската за религија, зашто ми одговара, поминае 7
8 месеци, да му каже, да ни говори на нас, кој е проблемот още, ама и на ни, зашто ни отговаря на нашето барање да признае гречката влада и Македонска црква, православна црква. Значи во моментот имате апликација. Апликација правено, се е уред. Одговор нема. Одговор още нема. Веќе 7 месеци. Викаме, во што е одговорен за вие работи, бар од Министерството, да не одговори и на нас, ама и на ни, кој е проблем, што още не ни пушка дозвола за црквата, за признание на црква. Кој е проблем? Се надевам дека имаме тука позитивен одговор. Јас не така мислам, имам позитивен одговор. Нам по евиденика беше некој на составно, го пуштија по мобилен телефон, тоа пред да не треба. Затоа верувам да чекаме трошки време, што ќе одговори министерката на нас и на во што е одговорен за вие работа, ќе видим. Да. Како вие го служите проповедание? Дали на македонски, грчки или на македонски или грчки пријателници? Ке може повеќе да објасните за нас? Видите, јас пред една година и нешто почина по мене братот, помањи од мене. Јас сум средни од двете брати. И вистина и на погребот имаше и прави грци, македонци, пална црквата пише и вирус, и се работи. Ама тоа не беше од вирус починат, нема и не проблем. Така и на 40 дена што да бавме, пална беше црквата, ама тие проповеда, оти бија и грци, и на грчки, и на македонци, и нешто. Литургиите, литургијата. Как рекол, тој греф да не разбират и другите што стојат на нени мајчи и ѓази. Тоа е реалноста и тоа го правиме. Затоа, ние ќе имаме и повеќе наши македонци, ако рекоме нашите македонци, сами не се изваѓа и на очите. Тоа е... За жал така е, да. Многу знаеме да се напаѓаме да се напаѓаме, зашто не јас, ама ти. Да. Разбирате? Ама не, јас сум благодарен, што иде, идете многу ваши ви од Македонија, не служим, и ти се работа, ама јас бирувам сега и суво знањето на македонска црква, или од црквата, што често и чисто отрезна, или од Цариградски патриарх, на скоро време ќе се исчисам да работите, верувам ти и грци ќе прифатат, ќе стојат и македонци. Одлуката на Ципрос и на Загреб ќе биде рушена само у народот. Оти вие решени, вие закони и руши народот. Оти Грција не треба да забрава, оти од Лозанскиот договор КЗ Македонија и Тракија има подписани, оти ќе му отворе школи на македонците и на турците. На турците тоа го прави по притисок на Турција. Тоа сега за нас не го прави, нема и не држава да не поможе и отвори на бецете. Ама на времето на Метаксас и тие сите работи, и Рушија, и Абецеторот тие сите работи скрија и правија, има една голема структура и по Метаксас, и по Граѓанската война, тие што се правиат сите работи. Јас верувам, оти грците, оти неки се ламинатори. Ако сака вистина, верува вистина, од са европејски народ, има вистинска демократија, треба вие мали коцки на национализму и на фанатизму треба да се острана и вистина, но нема ништо да пати. Ни од македонците, што ќе го изборуват македонски јазик, ни од ромите, ни од турците од Тракија, ни од нагледите, сега и власти има правено. Значи имаме поширока акција во Грција од повеќе народи да се учат свој јазик. Свој јазик. И тоа е најголемо за мене властите.
И да не забравим, фанатикот премиер на Грција беше Самарас. Самарас е Влав. Да. Самарас е Влав. За жалето фанатикот сите беше против. За жалето. Ама има и они вршат се бава, Самарас вика и други, ние сме Грци, ние сме власи, ама има дружба и роби тие кои стоят и за влашки права, тие сите работи. Звучите како да основните човекови права во Грција, односно правото на изучување на својот јазик на народите, не се на европско ниво. Кој е вашиот став во однос и кога кажете... Не, и за жал, ако свърши интернет, за жал не сам. Ако бија на вистински европски ниво, требаше да слободно, не да сјаналите нешта влада на Мицотакис, Министерската што е за култура, да го отвори нашите барајни, да ни помага на нашата невладна организација, да ни дава помош, да ни дава на туристите друштво. Го утврди. То кажу. Вие изворите за Крстът Петков Мисирко? За Крстът Петков Мисирко. Утврлено. То кажу, като за жал, Грција има натре нејната влада националисти, фанатици, што още изслушани. Не може да го помине вистина да го прави големи вистински трага, демократична трага и европейска трага. Онако ние сме европейни. Тие се убави за натрешни пропаганди. За надров не е Грција, още тоа го кажуват и европейски. Парламентарни, от и Грција, още за правата и за судното мнение, още и като африканска земја, Бурзуана во Африка има по-добри права колку Грција. Кажувам на луѓе што живеат у Грција. Не, ординарно. Со други зборови, Преспанскиот договор не ги исполни своите цели во однос на тоа на остварување на правата на македонците. Не, со ништо. Јас ти кажувам, јас знај, тоа треба да го кажем, Пустелин Киро Григоров имаше кажано, да, јас сам за Северна Македонија, ама не промена на уставот, не да почне да смакнат предсте коли, как се. За жал, и треба тоа да знаят, од и уставот того што го смени господин Заев, правени од професорот Цацос, внук на први председател на Грција по диктатурата. Он го прави. Он не беше патриот. Не знаеше што му даваше на Пустелин Киро Григоров. Го знаеше се. Затоа, ако не знаем нашите македонци, тоа уставот што го мена Заев со Ципрас, го прави професорот Цацос. Од кој универзитет? Он беше у Берлин синдагматолог за уставно. Професор право, да. Уставно право, у Берлин беше. Да. На него му плати Киро Григоров и го прави нашиот македонски устав, што за жал го мени за господин Заев. Да. И против волјата на македонскиот народ, изразена на 30 септември 2018 година. Против изразата и сакањето на македонскиот народ. Затоа ќе бидат осудени вие што пригледате. Да. Од друга страна, имаме став на Виножито, кој го поддржа договорот. Какво е вашето размислување во однос на тој дан? Видите, Виножито изигра политиката на Грција. Секогаш. Друго повеќе ништо не. Да. Како вие предлагате и кои се вашите размислувања во однос на здружувањата, организирањето на македонците во Егејска Македонија, за да си ги остварат своите права? И црковни, културни, политички и така натаму. Кои се вашите размислувања? Нашите размислувања македонците
ќе чуе два емисија у Македонија и дека се слуша и во Франција, треба да не пристанат да си бават правата и да наштитат, да ни помагат и да не изслушат и натресни непријатели, да ги се дојде некаде, и ако живеат и тука и тука, кои не скоро. За жал, ти дојдем тоа, вино жито работеше на таа работа. Против македонците работи, како работи за гречките работи. Тоа е. Што веќе рекол, неташке каква е вистината. Отец, благодарам многу што дојдовте. Ние сме многу и јас сум многу почестен за нашиот разговор. Благодарност до отец Никодим Царкњас. Се надевам дека ова беше една ретроспектива и перспектива од негова страна и вас ви пожелувам све негово пријатно. Пријатно, јас ви благодарам од срце и верувам ова емисија Шаторни, ние со тебе, ќе би потврде, ќе бъде още посигнато македонци, и треба да се плашат, и треба да се борат во името на нашите македонци, што се дадат душата и телото за македонските права, широм свет, на Савата. Храброст, нетрпение, како што кажуваме, и мудрост. Мудрост, мудрост. Боме ние немаме ни нафта, ни друго богатство, ама Господ ни дал тука ум. Македонци са многу итри, многу големи печалбари, ама не треба да се брадат и пред нешто да брадат треба секогаш ум да размислуват и нам да го дадат. Благодарам уште еднаш, све негово. Господ здравје да ви даде.